Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Секој вторник во 11 часот, термин за здравје и за новите информации од областа на здравството и медицината во Република Македонија. Во ова денешно празнично издание на Здравје ќе зборуваме за една нова субспецијалност, би рекол, во медицината во гранката на ортопедијата, односно за микрохирургија на рака. За прв пат во Република Македонија микрохирургија на рака во практична смисла се спомена во 2012 година. Тогаш во јавното здравство започна да се применува ова нова техника за лекување на ортопедските заболувања. Токму на оваа тема мој соговорник денеска во Здравје е доктор Синоличка Џамбазов Здравковска, носител на проектот за микрохирургија на рака и специјалист ортопед на клиниката за ортопедски болести во Скопје. Доктор Синоличка Џамбазова, добар ден и ви благодарам што сте повторно дел од емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Добар ден и навистина ми е драго што сум денес заедно со тебе и со твоите слушатели. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето денеска. Да почнеме од самите почетоци на овој проект микрохирургија на рака. Најавив дека стартуваше се во 2012 година. Спасени ли се прстите на раката на македонските пациенти, бидејќи впрочем народски речено и тоа е суштината на овој проект? Токму така, навистина ми евоцираш многу убави спомени. Се започна летото, јули месец 2012 година и навистина искрено би сакала да го поздравам проектот на Министерството за здравство за стручно усовршување, за доедукација. Јас имав голема чест, но и среќа да бидам дел од првата група што замина на ова стручно усовршување и да работам со мојот ментор, професор Ајдин Јуџетрук во Аџибаден Фулија, најдобриот хирург за рака во цела Република Турција, еден од најдобрите хирурзи за рака во цела Европа, председател на Турската асоциација за хирургија на рака. Навистина од првиот ден бев многу топло примена. Значи, од првиот ден бев прв асистент на еден ваков калибар на хирург, воопшто не беше лесно. Беше огромен предизвик, меѓутоа да се прати во чекор најдобриот хирург за рака, чија што субспецијалност од хирургија на рака се повредите на плексус брахиалис, на најсложениот нервен сплет во човечкиот организам, за мене беше огромна чест. Тоа беше едномесечен престој. По завршетокот на овој едномесечен престој, навистина ме испратија со едни зборови кои што никогаш нема да ги заборавам, дека вратите се секогаш отворени за мене и дека соработката ќе продолжи, што впрочем и се случи во иднина. Значи декември месец истата година бев поканата на курс за хирургија на рака. Февруари месец едномесечен престој со направена специјална програма за мене за микрохирургија, хирургија на рака во 5 најфреквентни болници. Тоа се двете државни болници во Република Турција, Балталимане, Насам Босфор и Универзитетската болница Чапа, и да работам со најдобриот тим за микрохирургија кој што работи во 3 елитни приватни болници. После овој престој, значи ме очекуваше повторно едномесечен престој. Тука се случи и за прв пат Македонија учествуваше на ФЕШ, Европскиот конгрес за хирургија на рака, со наш труд, со наш случај. Мене ми е многу мило што пациентката се чувствува одлично. Сега веќе е мајка на 2 дечиња, тие се сега мои пациенти. Значи, тоа беше навистина еден голем предизвик, еден многу сложен случај. Ја спасивме комплетно, значи, тимот на нашата клиника раката на оваа млада пациентка и со тој труд учествувавме во Белек Анталија, значи, на Европскиот конгрес за хирургија на рака. Мене ми е многу драго што за прв пат во историјата Македонија учествува со свој труд на ваков конгрес. Така, доктор Синоличка, бидејќи се познаваме лично, ќе одиме со доктор Синоличка, се извинувам до слушателите, меѓутоа нашето познанство трае со години, така да ќе се осврнеме малку подоцна на
вашето доедуцирање, бидејќи навистина има премногу земји од каде црпите искуство и премногу конгреси, семинари и обуки поминато, но за почетокот да им представиме на слушателите појасна слика, да имаат што е всушност микрохирургијата на рака и колку е ова патологија честа во нашата држава. Многу честа кај нас. Ние сме навистина вреден народ. Секогаш со гордост ја кажувам оваа реченица. Микрохирургијата нашла своја имплементација во сите хируршки гранки, меѓутоа најмногу во хирургија на рака или горниот екстремитет, бидејќи тоа е нешто што е најатакувано од целиот човечки организам. Ние правиме илјадници покрети, не сме ни самите свесни секојдневно колку ја употребуваме во секојдневието нашата рака. Да тргнеме од интелектуалците, луѓето кои што поминуваат часови на компјутер, земјоделците, работниците. Навистина една огромна група на луѓе кои што прават секојдневно исти репетирачки повторувачки движења. Она што е најчесто во Македонија, а исто така и во светот, е компресијата или притиснат нерв. Најчесто средишниот или нервус медианус, кај народот познат како карпал тунел синдром, навистина многу често. Во Македонија можам слободно да кажам дека на неделно ниво најмалку 12 до 15 операции отпаѓаат само на оваа патологија. Да го спомнеме и дипитреновото заболување или контрактура дипитрен, кој што за разлика од карпал тунел е 10 пати почест кај мажите. Карпал тунел е многу почесто кај жените. Значи ова е навистина една голема група, исто така и во Австрија. За време на мојот стручен престој во една прекрасна државна болница, тоа е Салскамердот клиникум во Батишел, се соочив секојдневно исто со оваа дипитринова болест, многу интересно заболување, че генетската преиспозиција доминира, што за разлика од една 80 милионска Турција таму не е толку често. Во секој заболување генетиката си има свое значајно место. Исто така, освен овој средишен нерв медианус, значи народот ќе се препознае својата клиничка слика со едни трпки, мравки, како струја им лази по прстите, дури не можат ни да спијат. Предпоставувам дека тоа е заболување кое носи силни болки. Многу силна болка, да, дури опишуваат дека навечер таа силна болка ги буди од сон. Па мора да ја протресат раката, сметајќи дека така ќе им помина. И навистина ја влошуваат состојбата и секогаш велам дека овие емисии бидат апел за навремено јавување, навремено диагностицирање, затоа што со текот на времето самиот нерв буквално се гуши, значи не се храни, е притиснат, не ја обавува својата функција, започнуваат дури да паѓаат предмети од рацете. И дури тогаш нашиот народ се јавува, за разлика во Австрија, каде што тие се јавува во оној прв стадиум, да, так, што е многу значајна за нас. Голема е плејадата, значи тоа е една огромна патологија на горниот екстремитет. Да не ги замариме една огромна група на ревматски заболувања, че пациентите со ревматиден артрит кои што прво немале каде да бидат третирани. Воопшто на Балканот е оваа специјалност навистина ретка, значи многу се малку микрохирурзите за рака, бидејќи ова е една тешка специјалност, бара големи жртви, големи одрекувања, самиот пат на едукација е доста сложен и трновит, има котрпен. Во сите земји во Европа по завршетокот на ортопедија како специјалност и откога ќе се здобиете со титулата хирург, значи ортопедски, вие морате да поминете уште 2 години во најдобрите клиники со специјална програма, да поминете и положите мноштво испити под менторство и на крајот да добиете титула хирург за рака. Доктор Синоличка Џамбазова, ќе направиме тука кратка пауза и ќе се вратиме повторно со нови прашања и секако корисни информации до нашите слушатели околу микрохирургијата и заболувањата на ракат. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.
Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравие на Радио Слободна Македонија. Денеска мој соговорник е доктор Синоличка Джамбазова Здравковска, специјалист ортопед од Клиниката за ортопедски болести и носител на проектот Микрохирургија на рака во Република Македонија, проект кој стартуваше, споменавме на почетокот од емисијата, во 2012 година. Доктор Синоличка, споменавме дека честа патологија е заболувањето на раката и потребата од микрохируршки интервенции на овие состојби на вашата клиника. Споменавте дека од интелектуалци до земјоделци шарена е лепезата на пациенти со различни занимања кои имаат проблеми, односно болки на зглобовите и на деловите од раката. Каде можат да се обратат нашите слушатели, доколку слушаат во моментот, имаат слични симптоми кои ги споменавте, страшни болки, ноктни мори, неспиење? Каде може да ве најдат и да видите вие лично дали навистина станува збор за конкретното заболување и како понатаму да го третираат? Така. Во контекста се ова можам слободно да кажам дека имаме сега еден одличен проект на Министерството за здравство, тоа е мој термин. Значи, секој матичен доктор или може и специјалист од друг град, нели, во Република Македонија, откако ќе земе добра анамнеза од својот пациент и смета дека има потреба за понатамошен третман, слободно може да закаже термин. Значи, на нашата клиника за ортопедски болести ние сме повеќе колешки кои што работиме хирургија на рака, така да се направи, значи, првична една консултација, еден преглед, а понатаму, ако има потреба од понатамошни следувања и испитувања, има состојби кои што можеме само со клинички преглед да диагностицираме, што е многу добро, особено за дипитриновата болест. Значи, еден добар клинички преглед може да ни ја постави диагнозата и секако понатамошниот третман. Ако е во рана фаза, тогаш конзервативно лекување, ако е веќе во напреднат стадиум, имаме оперативно лекување. Зошто се вели микрохирургија? Што е спецификата од останатата хирургија? Микрохирургија е многу интересно и е навистина голем предизвик да се работи, тоа што во самиот пат на едукација што го споменавме, значи јас морав да поминам еден многу напорен и многу добро организиран курс во Картал Ресерч центарот во Измит, каде што ние 10 часа секојдневно под микроскоп работевме, успевајќи да премостиме, или тоа се вели анастомозираме прекинати крвни садови, значи станува збор за артерија, за вена, за тетива, за нерв, значи тоа се многу мали структури. Дури често компаративно кога покажувам како изгледа игличката за микрохирургија и игличката која што е нормална при секојдневна пракса, тоа е огромна разлика. Тоа се структури, особено, значи, видливи само со микроскоп. Токму така, да. Се гледаат само со микроскоп. Не е лесно, значи прво треба да ја научите азбуката. Ова беше еден курс кој што беше извонредно организиран со најдобрите ментори. И мене ми припадна честа, јас бев единствено надвор од Република Турција. После еднонеделен, значи, курс ми беше овозможено во болницата Гази Осман Паша, значи една сала во која што јас продолжив да практикувам и да навлегувам во тајните на микрохирургијата, за да подоцна, нели, постепено, чекор по чекор, го изучувате овој пат. Базата е секако, темелите се курсот за микрохирургија. Тоа се навистина премногу мали структури кои што вие успевате да ги вратите назад во функција. Нешто што е прекинато, нешто што е оштетено. И често пати велам дека и нервот воколку е оштетен при повреда, собраќајки, имаме можност овие микрохируршки техники до 12 месеци од повредата да го вратиме во функција. И секогаш апелирам не толку до пациентите, затоа што тие можеби и не се свесни за својата состојба, но до колегите. Дека ние на Клиниката за ортопедски болести работиме, значи, микрохируршки техники со кои што можеме да го вратиме екстремитетот во функција ако навремено пациентот дојде. Има ли такви случаи на клиникава со пациенти од Секако, Македонија? секојдневно имаме многу интересни случаи. Мене ми е многу жал што многу лекарски грешки доаѓаат на нашата клиника. Би била многу среќна во иднина овој број да е намален. Значи, се случува оперирани по 2, по 3 пати од другите центри низ Македонија. Многу е поубаво и јас ќе бидам посрекна кога
првично ќе се реши проблемот, отколку Така, вие да од правите почеток. ревизија на веќе нешто сработено, не знаете што е работено. Искомплициран проблем. Секако, секако. Значи нема милиметар на горниот екстремет каде што вие немате некој значајна структура. Тоа се многу мали структури. Така, за некоја наредна прилика ќе се осврнеме по-конкретно за пациентите и за какви состојби сте решиле. Ќе направиме уште една кратка пауза и ќе се вратиме повторно на разговорот на тема микрохирургија во Република Македонија. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник и гостин во Здравје е доктор Синолечка Џамбазова Здравковска, специјалист ортопед од Клиниката за ортопедски болести и носител на проектот микрохирургија на рака во Република Македонија. Доктор Синолечка, во првиот дел од емисијата често споменувавте едукација, обуки, посетување на курсеви, ја споменавте Турција, меѓутоа колку што можам да прочитам на интернет за вас и позади вашето име стојат доста посети во останати западноевропски земји. Колку се важни овие обуки до едукации за лично ваше доусовршување на сите техники и бидејќи медицината оди постојано напред и секогаш има некои новитети. Колку успевате да постигнете секаде да научите нешто ново и да го примените на македонските пациенти? Многу добро прашање од огромно значење. Повторно ќе кажам, значи проектот на Министерството за здравство за стручно усовршување на вистина одличен проект. И топло препорачувам на секој колега во колку има можност да замене на стручно усовршување, со тоа ќе донесе нешто ново, а се во интерес на нашите пациенти, ќе отвори нова врата, ново пријателство, мост на пријателство, како што ние тоа го направивме со Австрија, со Турција, со Германија, со Италија, со Франција. Тоа се само дел од земјите и центрите каде што јас престојував во изминативе 4 години. Навистина еден напорен период, меѓутоа кога ќе ги видите вашите пациенти, дека се чувствуваат добро, се заборава и непроспиени ноќи по 17 часа операции во операционата сала. Една насмевка е доволно за благодарам. Секако, меѓутоа, навистина ми е многу мило што воспоставивме ваков мост на пријателство, особено со најдобрите микрохирузи во Република Турција, кои што беа и наши гости. Ни направија огромна чест и оперираа 9 македонски пациенти. Тоа се случуваше октомври месец и ноември месец 2013 година. Сите 9 пациенти се чувствуваат одлично. Јас сум многу среќна навистина за сите подеднакво, значи тука имавме и деца, имавме и повозрасни пациенти и колешка меѓу тие 9 пациенти. Стоматологот стоматолог, токму така, имаш одлична меморија, да, кој што денес велат ние сме нови луѓе. И токму после, значи, гостувањето, работната посета на двајцата најдобри хирузи за рака во Република Турција, професор Ајдин Јуџетурк и професор Булен Тожџелик, ја заминав на еден долг 9-месечен престој во Истанбул. После тоа следуваше престојот, значи, во Италија, во Фиренца, потоа Австрија, Салскамеркут клиникум, Франција. И ова неодамна, значи, се уште ми е, да, се уште ми е многу свежо, значи, Германската асоциација за хирургија на рака направи еден неверојатно навистина стручен конгрес, со тоа што Американската асоциација за хирургија на рака беше нивни гостин, беше и председател на Американската асоциација. Значи имате можност да учите од две школи доста високо развиени, европската и американската на едно место. Имаше многу интересни дебати, многу интересни курсови во рамките на овој конгрес. Навистина се здобив со многу нови знаења, а се во интерес на македонските пациенти. Така, кои се идните планови на доктор Синолечка Џамбазова околу уште подобро имплементирање на микрохирургијата на рака во Македонија, по-конкретно на Клиниката за ортопедски болести? Ентузијазмот навистина се уште ме држи. Би сакала да продолжиме со едно вакво темпо. Секогаш сакам да споменам дека хирургијата е тимска работа.
Ние навистина имаме одлични сестри, медицински, инструментарки, одлични колеги и помлади кои што веќе сакаат да ме пратат и навистина ми асистираат убаво. Она што ќе следува во иднина, за кој што ќе зборуваме во некоја наредна прилика е поканата за престојување добрата клиника во Америка, каде што има тренинг обука, значи постои цел центар и честа и можност да се работи со најдобрите професори од Америка. Така да ви благодарам за ова одвоено време и за информациите споделени со слушателите на Радио Слободна Македонија. Секако ние постоиме за слушателите. Се надевам дека ја слуша емисијата, доколку имаат проблем може да ве најдат преку мој термин на клиниката за ортопедски болести. И на самиот крај од емисијата ви посакувам многу успешен престој во Соединетите Американски држави, успешна работа и секако да се вратите со нови искуства и знаења, а сето тоа ќе биде во полза на македонските пациенти. Ти благодарам навистина за искрените желби и честитки и ми беше искрено вистинско задоволство. Ви благодарам уште еднаш со нови информации, нови знаења. Ве очекуваме повторно во некоја наредно издание на Здравје. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Дине Вучков и Никола Јовановиќ. Денеска сме вторник, 11 октомври 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје наредниот вторник, а од мене до слушање, имајте убав празничен ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.